coração, dividido entre esperança e razão. Tenho um coração bem melhor que não tiverás. Esse coração não consegue se conter, ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, parente limpio do aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar. Passar a noite em claro, dentro de ti um peixe, para enfrentar de coragem tua cintura, fazer silêncios de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Браво. Значи, португалски? Да, ова песна е одбрана. Офест, се слушаме Да. следен пат. Има убава програма, сите што се заинтересирани може да Да. одат деновиве да посетат. Инаку оваа песна одбрав бидејќи периодов сега ја вежбам за една... Може малку укулелето, Може еден слободно. од најфасцинантните инструменти ми е. Да, тоа е хавајска гитара и така звучи доста екзотично. Многу убав е нежно инструмент. и префинето и кротко. Да. И зашто ја вежбаше моја песна? Ја вежбав за имаме следниот викенд една свадба на која што ќе има гости од Бразил. Да, и невестата е од Бразил, наше младоженецот. И на одбрана случајно не слушнаа на еден настап кај што свириме вакви песни. Имам еден бенд кој што се вика Акварела и свириме претежно песни кои што се на португалски. И само 4 жици се на укулелето? Да, како и на бас гитарата, ја пошто свирам и бас гитара, слично е, само различен штим имаат. Значи на свадба. На свадба, да. Прекрасно. Ќе биде Значи не интересно. избор направиле очигледно младоженците. Браво. Да, фала ви. Се надевам убаво ќе биде интересно, бидејќи ќе има нели гости кои што го разбираат и И јазикот. португалскиот, Така е. да. Да, така да ќе биде забавно. Одлично. Добре, еве што имавме и таков почеток на нашиот разговор и тука во студиото. Малку ќе позборуваме за проектот Мајна, оноко што го слушнавме пред малку Soon Together, новиот сингл или повторно наскоро заедно. За оние кои што ете можеби и не знаат, а не следат за основањето на овој проект, за самата инспирација, да речеме, за креирањето. Да, што вака се гледам на изрази, само уште ружи ми требаат цвеќиња и баш сум хавајанац. Да, и шешир. И шешир, Да. Вака, значи Мајна настана многу спонтано. Тоа е дуо кое што е составено од мене и мојот сопруг Џоле Груевски. Некако дома случајно откако се роди нашето дете, почнавме да правиме некако музика така спонтано. Текстовите сами ми доаѓа, музиката тој ја правеше во студио и некако направивме неколку песни, не знам и зошто на англиски. Мислам, ме прашуваат луѓето зошто на англиски, така ми доаѓаат текстовите. Имаме неколку македонски песни исто така што се снимени и не се снимени, ама некако овој проект го направивме баш спонтано. И името Мајна беше комбинација од Маја и Илина, нешто така, што Илина се вика детето. И првата песна ни беше за птици, кога видовме дека Мајна исто е некаква птица во светот, име на птица и некако викаме ова е тоа. Да, тоа што треба биде и Сигурен доказ. Да, Да, и баш така се поклопуваат асоцира и со работите. Маја некако и Да, така. Маја, инаку баш некаде читав дека вистина во музиката се чувствува влијанието и на електронски, на амбиентални авангардни елементи, меѓутоа баш создаваш еден музички своевиден пейсаж преку лириката, преку музиката и можем да кажем дека баш е дистинкција од цело на што може да слушнеме на македонската музика. Па ние некако се трудиме кога правиме музика да биде и различно нешто, нели да не биде копија на веќе нешто што сме го виделе, сме го слушнале. И некако нашата музика е повеќе така смирувачка, релаксирачка, некако свемирска, не знам, небесна, така ја доживуваме. И така и луѓето ми имаат кажано дека имаат таков печаток. Тоа излегува природно од нас. Пример, по природа, јас во другите бендови свириме различни стилови на музика и сум доста потемпераментна така во живо, нели? Ама ете музиката што излегува од нас е доста поразлична. Да, и тоа се чувствува, веројатно, Да. и енергијата која што Да. имате. Спомена дека спонтано се одвиваат работите, па дури и самиот проект и начинот на кој што ја создавате музиката. Како мајка, колку приновата придонесува за тоа, односно колку детето внесува нешто кое што и во светот на музиката веројатно
прави да и инспирацијата се? Па еве на нас конкретно ни донесе инспирација за овој проект, бидејќи претходно го немавме овој проект и некако откако се роди, тоа беше не знам месец-два беше мала. Тогаш се случија сите тие работи, додека бевме дома цело време, пошто во ноември се роди, зима беше, не излегувавме надвор, многу беше ладно, загадено, за жал, нели? Да. И тој период така повеќе бевме дома и некако ни донесе баш инспирација и креативност за да створиме еве вакво нешто. Како реагира таа на вашата музика? Па, Која она многу годинка? слуша музика, Колку годинки? сега има 7,5. Да, да. да. Голема девојчица. Да. Добре. Кога почнавме ова да го правиме, ние бевме поамбициозни, да речам. И оваа песна, еве конкретно Soon Together, е веќе 5 години стара, ама тогаш фати ковидот, баш кога требаше да снимеме видео. И се застана, нели, музика, животот запре и не направивме ништо. После тоа се договоривме со еден наш пријател и Димитар Маневски, тоа е режија на спотот. И се договоривме еве да снимеме, па го снимавме 2 години, некако долго и еве излезе конечно сега. И некој, ако те прашаме за Soon Together, тоа е повеќе лична баш приказна или еден универзален миг што сме го почувствувале сите некако колективно? Па мислам дека повеќе второто универзален, да. Бидејќи исто и оваа песна дојде многу спонтано и баш се случи таму кај што е сниман спотот во природата во Лазарополе. Таму одиме често и таму затоа и го снимавме таму спотот, бидејќи таму ја создадовме таа песна. Се враќаме на спотот, Длаче, ако не ви е проблем уште еднаш, да, инаку ова е на некој начин и премиера која што ја правиме ние денески на телевизија Телма. Убави кадри. Многу убави, веројатно се убава чекаше. природа. Да, но Да, Лазарополе е фантастично. Да. Го имам неколку пати шетана, верам дека секој од нас кој што можеби во моментот не гледа, знае да ги доживее токму овие прекрасни пейзажни хоризонти, многу убави кадри, филмски кадри кои што ги имате ставено на И мене ми се соцмедија. допаѓаат. Дури имаше и многу повеќе, ама нели мора да се одбере нешто, дели за Конкретно. сепак и 4 минути не е кратко, ама многу убава природа. Јас себе прв пат кога отидов Кој таму, период е снимен спотот, бидејќи се според загубив. колоритот некако како да е есен? не, Не? во лето. Лето е? Малку само со колорот, Колорот. тука Да. се доби малку повеќе кафеава, да речеме, боја. Инаку позелено беше, така пошарено. Фантастично. Природата е најчесто Како ви почести запогоди за избор. 5 јуни, живот на Да, средина. Да, Кај- да, баш ми се допаѓаше и темата која што имавте со претходната гостинка, бидејќи екологијата е стварно многу битна во Како не? нашиот Но живот. и природата почести избор е кај музичките уметници и кога создаваат нели спотови, но и кога веројатно се инспирираат за нешто следно. Да. Прошетката во природа е добра дојдена, но и кога го гледаме вака ни дава некаков Како поинаков не? ефект. Само да прашам, освен да речеме оваа свадбена церемонија, да ве чувствуваме со сопругот во живот. Настапи имате веќе најавени? А со овој проект многу поретко имаме тој бенд повеќе сме активни со акварела, свириме во филхармонија кафичот повремено и вака повеќе на приватни забави, инаку сум активна во друг бенд со други луѓе, Rocky and Friends, и повеќе периодов сум ангажирана повеќе со нив. Задоволна? Да, супер, многу ни е забавно, интересно ни е, мислам стварно сме добра екипа со тој бенд. И сега колку правиш да речеме компромис со репертоарот на овие момци и Многу она што ти... различен, да, да. Еве сега викендот имаме проба со акварела, па тука спремаме други песни и некако сите се различни, ама јас сакам Се кога наоѓаш, треба да така? учам нови песни. Еве и песнава конкретно што ја отсвирив, ја учев за прв танц на младоженците. Таа била песна на која што се запознале, многу им е важна и драга. Леле, И да, има така и убав романтичен текст, така Има да. македонски и Сакам авторски кога учам сингл? нови песни. Да, Како не, одлично. тоа е обогатување. Македонски синглови авторски до крајот на година? Каде? Објавени за наша сцена. Објавени, да, планираме сега една македонска песна да снимеме. Најверојатно во дует, ама еве нема да открием додека не се случи, пошто нели додека не ја снимаме, нека биде изненадување, па се надевам ќе дојдеме ви за неа да ја. Можете замолам уште еднаш за крај? Што? Да ни отсвирам? отсвириш. Да. Да се Ама збогуваме. може ти да пееш? Изгледа да Со пеете? задоволство. Што имаме нешто македонско? Не. Мислам дека ова може би I'm Yours со Джейсон Мраз. I'm yours. Може? Чекај. Марко нека пее, да заврши добро емисијата. Започни. Само морам да го најдам текстот. Сум го заборавил. Радиски човек меѓутоа. И со тоа завршуваме и ти благодариме за гостувањето. Ви благодарам.
Judgment. Well, you don't know me, you better felt it. I try to beat you, but you're so... Я не го знам на памет. I try. Best is nothing gonna stop me but divine inspiration. Record me in my turn to win some love, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Одлично. Добре, бе, ова се Браво, случи Маја. сега. Супер пеш. Нели? Да. Да, Добар следен сум. пат Добар сум на потонат. свадба. Па музикален си, да. Да, следен пат викај. Имаш Да. број од мене, јас со задоволство Важно. со сопруга твој. Нема Може ќе проблем. заиграм таму за младениците. Така е. Мала шега, ти благодариме за ова искуство, Ви беше благодарам пријатно, на вас. мирно, Вам успех. крепко како што треба и да му дадеме аплауз секако на Мајна и Soon Together, кој што го имавме денеска како премиера на Телма телевизија.